Почитувани новинари, почитувана македонска јавност, денешната пресконференција се однесува на завршните зборови на прво обвинетиот и второ обвинетата во случајот Рекет, најголемата финансиска и рекетарска афера во независна Македонија. Од она што можеше да се слушне во изјавите од прво обвинетиот и второ обвинетата, се гледа дека обвинителството смислено не ги вештачело целосно нивните телефони, особено на прво обвинетиот Бојан Јовановски, затоа што во неговиот телефон, според тврдењата, се наоѓаат докази за комуникација помеѓу него и поранешниот премиер Зоран Заев, за обезбедување на број на пратеници, за влијание врз судството и за рекетирање на стопанственици. Ваквите изјави сметаме дека треба да бидат третирани како допрен глас за јавното обвинителство и апелираме обвинителството за борба против организиран криминал подитно да спроведе истрага за можното соучество на Зоран Заев во аферата Рекет или можеби неговата улога како налогодавец на целата ова финансиска афера. Она што исто така сметам дека во овој случај е битно е дека во телефонот на прво обвинетиот во случајот Рекет се тврди дека постои СМС порака од 16 април минатата година, каде што господинот бивши премиер Зоран Заев на прво обвинетиот му испраќа порака: дојди да се видиме и ќе ги соочиме доказите. Се поставува прашањето: како дошле доказите за Рекет до бившиот премиер Зоран Заев на 16 април минатата година, кога истиот Зоран Заев тврдеше дека пријавата за Рекет ја направил на 2 мај. Дали тоа значи дека доказите од обвинителството прво одат на проверка во владата на СДСМ и кај Зоран Заев, а потоа дури одат во судница? Сметаме дека доколку е ова точно, е скандалозно и не покренува само сомнение за прво обвинетиот Бојан Јовановски во Рекет, туку остава основано сомнение дека господинот Зоран Заев е соучесник или налогодавец во неголемата криминална афера Рекет во изминативе 30 години. Истовремено апелираме до јавното обвинителство, освен детално вештачење на мобилниот апарат на прво обвинетиот во случајот Рекет, да се изврши и детално вештачење на мобилниот телефонски апарат на тогашниот премиер Заев, истиот оној телефон преку кој што разговараше со лажниот Порошенко. Тоа би биле нашите апели до обвинителството и правосудството и ги повикуваме да действуваат поефикасно и неселективно, за да може оваа афера да ја добие незината вистинска димензија. Повелете доколку има прашање. Поставам следствено првото прашање. Вие сте вторна листа веднаш после Игор Дурловски. Ваш коментар околу синоќешниот инцидент од страна на советник на Зоран Заев од владата кој извршил вербален напад и закани кон носител на изборна единица. Јас разговарав вчера со колегата Игор Дурловски. Беше видно вознемирен од тоа што му се случило, потоа и уредно го пријавил овој настан. Нашиот коментар е следен. Господине Заев, вашата нервоза може да се ја зачувате за вас лично. Знаеме дека се плашите од пораз, но вашите насилници и советници не ги користете за да се закануваат на нашите кандидати за пратеници. Нема да ги заплашите, само покажувате како ги злоупотребувате вашите ресурси, на кој начин сметате и сакате да учествувате на изборите, но истовремено не мотивирате уште повеќе вашиот пораз да биде посилен. Господинот Игор Дурловски за ваквиот немил настан и инцидент, направен од лице блиско до поранешниот премиер Заев и негов личен советник, ќе ги извести релевантните фактори на меѓународната заедница тука во Република Македонија. Добро.
Добро, второто прашање. Се повеќе од власта, слушаме дека пандемијата ќе трае со месеци. Додека гледаме сите останати земји во регионот прогласија победа врз пандемијата. Кажете ми ваш коментар во однос на траењето на пандемијата и коментар дали има можност за датум за избори и кога би можел да се одреди да се случи. По однос на пандемијата, навистина е загрижувачки што во Македонија секојдневно има двојно поголема бројка на заразени од COVID-19 отколку од сите останати балкански држави заедно. И многу се провидни и несериозни изјавите на министерот Филипче и на господинот Заев, кои што тврдат дека оваа пандемија, затоа што е непознатица, тие не можат да прогнозираат кога ќе биде ставена под контрола. И кажуваат дека состојбата денес може да биде иста ваква и на 5 јули, и на 5 август и на 5 септември. Таквите изјави се несериозни затоа што ние имаме соседни држави во регионот со кои што имаме слични проблеми, сличен менталитет, сличен здравствен систем, а гледаме дека се справуваат подобро. Како може во Албанија, во Косово, во Србија, во Бугарија, во Хрватска, во Црнагора пандемијата да биде ставена под контрола и бројот на заразени да е едноцифрен, а во Република Македонија бројот на заразени да расте во моменти кога само пред 2-3 месеци министерот Филипче кажа дека успешно сме се справиле со првиот бран. Затоа сметам дека бројката на заразени само е одраз на слабата организација во борбата против пандемијата и затоа апелираме политичарот и лекарот доктор Караджовски да биде тргнат од позицијата председател на телото за координација на борба против пандемијата и таму да биде ставен стручен лекар, чиј што професионален интегритет ќе биде посилен од налогодавците на политичката сцена, како што се Заев и министерот Венко Филипче. По однос на изборите имаме само еден коментар. ВМРО ДПМН како партија и организација секогаш е спремна за избори, но во овој момент, следниве 2-3 недели, најдобро е цела држава да ги стави сите ресурси на располагање да ја сузбиеме пандемијата и да го намалиме бројот на заразени и, за жал, починати. А по однос на одредување на датумот, навистина е непристојно и дегутантно во момент кога имаме најголем број на заразени во регионот, ние да лицитираме со датуми. Тука би сакале да продолжи политичкиот диалог со сите останати политички партии врз основа на здравствените параметри. Тоа бе прашањето. Благодарам многу.